Владата ги намали критериумите за фирмите кои сакаат да добијат државна помош за надминување на кризата. Во пакетот олеснувања сега се предвидува парична помош да добијат и оние фирми кои ќе го намалат бројот на вработени, нешто што порано не беше дозволено. До сега, односно првично во мерката, беше укажано дека работодавачот треба да го задржи истиот број на вработени заклучно 2 месеци по користење на мерката, односно до месец јули. Сега, со промената, се дозволува флексибилност, односно намалување на бројот на вработени до 15% кај микро и мали фирми, до 10% кај средни компании и до 5% кај големи компании. Со воведувањето на оваа флексибилност, повторно ќе се спречат секако отпуштања, но ќе се зголеми опфатот на фирми кои што ќе аплицираат за мерката и кои што директно ќе помогнат и ќе ги задржат работниците. Во владиното образложение се вели дека мерката е донесена под притисок на компаниите и нивните аргументи дека некои работници си заминуваат сами, некои се ангажирани сезонски и им стекуваат договорите. Но на ова, сосема поинакво гледање има економскиот експерт Бранимир Јовановиќ. Според него, олабувањето на оваа мерка е вовед во отпуштања. Десетици илјади луѓе ќе може да останат на улица и да паднат во сиромаштија. Како можете да дозволите вакво нешто? Со кој образ после ова ќе искочите и ќе зборите за работниците и сиромашните? Да ја стопирате оваа измена веднаш. Напише на својот Facebook профил Јовановиќ. Инаку, освен за помош за компании кои ќе го намалат бројот на вработени, олеснувањата предвидуваат и зголемена финансиска подршка за 3 сектори: туризам, угостителство и транспорт, како и можност дел од фирмите воопшто или само делумно да ги вратат парите.